да се засрама сите наши градоначалници. Зошто да е се Срби? Где си бил кога сам бил Да, Нико? кога јас те Зашто барав? тогаш не ме ценеше као Така е. пејач? Да. Се уверив дека имам голема подршка. Знам како да се понашам со женска особа, така да тоа највеќе ми помогнало. Бидејќи имам 3 жени нели до мене, знам како дишам, знам се во врска со За нив. почеток сакам да го представам секако нашиот вечерашен гостин, за кој што можам нескромно да кажам дека за кратко време ги купи срцата на не само на македонците, туку буквално на целиот Балкан. Скромно, искрено, со талент и енергија која што ретко се гледа во денешно време. Па затоа ве молам со еден огромен аплауз да го поздравиме Никола Станишек. Добро вечер, Никола. Еве после неколку пати кажување на најава, конечно да тргнеме. Сакам да го најавам тука и нашето и моето Лусиче, кое што ни е денешен гостин и кое што малку ми прави тука да не можам да кажам убаво се што мислам. Добро вечер, Ивана, те благодарам пред се на прекрасната најава и на поканата на твојата прекрасна емисија. Како се чувствуваш, кажи ми? Па сега веќе супер. Сега веќе супер. Сега веќе Ти супер. олесна веќе од кога ја кажав најавата? Ке тргнеме се рече. Ајде, можеби, денес или Да утре. тргне само. Некако забележав дека во последно време привлекуваш актуелен си кај медиумите, привлекуваш внимание и тоа е одлично. Кажи ми колку си имаат променето работите од пред една година до сега. Не само со медиумите, и општо со луѓето. Па добро, се смени буквално вака преку ноќ, така да се живо е смената и врска со мене и со медиумите и со се. Тоа сега го сватам. И го сваќам тек. Значи сега почнаа повеќе да те бараат, претходно никаде ги немаше, слушнав некаде каде што кога си извадил првата песна, буквално си немал никаква поддршка, ако добро разбрав. Точно. Така е. Па извадив првата песна, тогаш уште беше жив Зоки Фаци. Нека му е лесно земјата, он беше единствен кој ми помогна врска со медиумите, малце да се пишува за мене, иначе другите никој не беа тука. Добро, ние сигурно не сме постоеле тогаш кога си изведил првата песна, па затоа не сме те Извадите се. викнале. Биди вака, мора да се снајдеш. Во новинарството најважна работа и во водителството е да се снајдеш во ситуација. За тебе имаш кажано дека кажуваш дека си скромен човек, дека можеш да се прилагодиш буквално на секоја ситуација. Па би те прашала, пример, дали можеш и да препознаеш искреност кај човек? Дали, пример, те цени и почитува вистински или е тука само од некаква корист? Затоа што како ќе одиш нагоре, да знаеш дека другите луѓе се почесто ќе ги има. Точно тоа веќе го искусив и многу порано, бидејќи поминав се и свашто во секакви кафани со секакви луѓе, така да тоа искуство веќе го имам. А поготово сега многу почесто ги среќам таквите луѓе што ме тапкаат по рама, по грб, по зборат се и свашто, но добро, тоа е секојдневие кај секого, не само кај мене. Апсолутно. Сега тука знаеш што ќе те прашам? Многу често ја пееш песната Никој и неко од Дејан Матич. Има еден стих што кажува вака: "Што ме сада тражиш поред нив толико, где си била кад сам био Нико?" И сега тука сакам да те прашам, кој си сега? Како се доживуваш ти сега и дали се гледаш како една голема мега звезда? Во овој момент. Не се гледам како мега звезда, ниту ќе се гледам некојаш во животот. Не може Дори да морам да ти знаеш. кажам, пред некој ден снимавме една емисија во Србија и таму исто ме праша дали се чувствувам јас како звезда. И таму пред сите кажав дека не се чувствувам, ниту ќе се чувствувам, но па песнава право да ти кажам, како што мислам сите не е само за женско некој дека ја пеам, где си била кад сам био Нико, тоа се работи за некои луѓе што претходно, например, сум пеел кај нив за помала цена и сега ме бараат, единствено не можам да пеам бидејќи имам договор со некого, така да где си бил кад сам био Да, Нико, кога јас те зашто барав, тогаш не ме ценеше као така е. пеач, да. Кога те барав јас не ми креваше телефон, сега ти ме бараш. Точно. Поди па најди ме. Точно. Па добро, и така си е. Како што ќе одиш понатака, мислам дека ќе Ми има и значи уште таа песна повеќе. право да ти кажам, последно време како си ја предлавочив, која читам, која сватив каква поента има, си ја засекав. Бар Па, како за мене да е. Ќе отпееме после и тука пред нашите гледачи. Сега сакам вака да кажеме јавно дека пред известно време беше и твојот голем концерт што го направи тука во Скопје. Имаше многу луѓе и дали сакам ти да ми кажеш дали беше тоа остварување на еден твој голем сон, можеби. Па види, јас може претходно да сонувам само за такво нешто, но бете, се деси да победам, се деси да си имам свој концерт. И уште ми е така се како во сон дека ми се десило мене тоа. Толку многу луѓе дојдоа само за мене. Мој беше концертот. Не мислеше дека ќе дојдат толку многу луѓе така како се кажуваш? Не. Затоа што знаете како е во Македонија, сите те поддржуваат пака во коментари, али Да се појават на лице Да се место? појават на лице место е малце потешко, ама
се уверив дека имам голема поддршка. Имам голема поддршка. Сега тука ќе го споменам и настапот твој со Цеца во Крива Паланка, па јас сакам тука да те прашам, само да ми кажеш, ама искрено. Од кого доби покана да настапуваш? Од Цеца или од градоначалникот на Крива Паланка? Ама биди искрен. Секако од Цеца јас тој јавно го објавив, така да мислам дека треба да се засрама сите наши градоначалници што викаат нешто викаат, ворете да ги викаат српските звезди, меѓутоа имаме и наши македонски пејачи, пејачки, еден куп. И може измеѓу, пример, Цеца да пеам јас или било кој друг македонски артист. Зошто да е се срби? Буквално имаше 3 пејачи таа вечер, 3 артисти и се беа срби. Да не беше Цеца, ни јас немаше да запеам. Ти и Мики бевте од Македонија. Да пеам 2 песни, луѓето се жалеа, да. А требаше да пеам половина час. Многу често изјавуваш, ете кога веќе ја споменавме Цеца, многу често изјавуваш дека пример ја чувствуваш како мајка затоа што така се поставила заштитнички настроена кон тебе. Сега тука би те прашала, еве да не беше Цеца, да беше некој друг голем изведувач. Пример како Марија Шерифовиќ и Елена Карлеуша, тука ќе ја земеме. Како би било тоа? Во кој правец би се движеле работите? Па со оглед на тоа дека ги познавам и Марија и Елена, а поготово дека со Марија работев 1 година во тамошното шоу, така да можам комотно да кажам дека Цеца е Цеца, бидејќи Марија не беше толку менторски настроена кон мене и кон никого друг, бидејќи она ако ќе дојат тие неколку кандидати, она си работи со еден двајца и тоа е тоа. Другите си те го забарав и нека се молат на Господ како ќе помине понатака, а додека Цеца беше тука заштитнички настроена кон мене уште во првиот круг. И беше од првиот до последниот круг тука за мене. И ден денес. А за Елена Карлеуша што ќе ми кажеш? Што би било Елена да ти биде ментор? Па не би сакал искрено да ми биде ментор, затоа што она немаше да ми покаже. Што би ми покажала Елена Карлеуша? Добра. Кога веќе споменавме тука се, сакам да кажам дека кога се слушнавме за нашето денешно снимање, ми кажа дека за неколку дена од денес ќе бидеш гостин и во Цеца шоу. Не знам дали до сега имало гостин македонец кај нејзе, но пример прашањето кон тебе би ми било колкава е честа или колкав е предизвикот да бидеш ете пример гостин една балканска звезда? Па види, честа е огромна, знаеш и сама за колку луѓе дојдоа пред се на незиниот концерт во Македонија кога имаше сега скоро, а со оглед на тоа мислам дека јас сум единствениот македонец кој што гостува незиното шоу, ми е огромна чест и задоволство. Така да едва и чекам да отидам таму и да видам што како ќе се одвива, но убаво ми е времето поминато се не ми е преубаво затоа што секој пат ми дава некои добри совети што како да правам понатака и ми одговара да сум не само како да ја гледам како балканска звезда и сега до Цеца седам, него стварно учам многу работи од неа. Многу убави и позитивни работи. Значи учете од Цеца? И ден денес. Не, учете од Цеца, тоа ќе дали учиме од Цеца? Не, на гледачите му кажуваме, учете од Цеца. Учете од Цеца. Ето така, се разбравме на крај. Добро. Имаш изјавено дека омилени пејачи ти се Адил и Сале од Тропико. Па јас еве тука би сакала да го поканиме и нашиот Виктор Ристановски, кој што ни е со гитара за прв пат заедно со нас, да видиме како тоа звучи во живо. Може малку да се распееме? Може. Да размрдаме атмосфера. Ајде, Виктор, ќе доаѓа. Ајде, Виктор, повели. Ајде, Виктор, да слушнеме, ти за прв пат си ни заедно со нас и јас сакам да те прашам, еве, како се чувствуваш најпрво? Одлично, супер се чувствувам вака. Добро, спремен тука да одпеете заедно со... Ти да свириш, тој да пее со Никола? Може јас тука од лева страна да фатам нешто. Леле. Која песна од Адил ќе се свири? Па една моја омилена, мислам дека и твоја, така да ќе пробаме, а ти ќе чуеш сега, да видиш. Ајде и добре, ти ја моја пееш со омилена. нас. Ајде да видиме која е таа. Може ли? Сега ќе видиме. Ајде да пробаме. Грешне ми усне, грешне ми руке, то добро знам. Ал ти без речи ме увек примиш у загрљај. Ја твојим гласом и сада причам, ја твојим дахом још увек уздишем и не знам како повредим лако оне што волим највише. Моје си небо, моје све,
Ко првог дана волим те, у свакој лажи едина си истина. Sa tobom bih do zvezda, s tobom bih do dna. U mome srcu tvoje je, jedino ljubav može sve. Nijedna druga meni nije kao ti, o samo da te nikada ne izgubim, da te ne izgubim. Дали ова не заслужува еден прекрасен аплауз? Браво и на двајцата ќе ви кажам. Иначе да, од кај знаеш дека ми е омилена песна да те прашам? Едно врапче ми кажа. Добро, добро. Близко твое врапче. Близко ме. Луси да не ти кажала. Преска ми кажа Ти кога се пренала запознав. тука, Ивана ја слуша таа песна. Реке се смири се. Не ја слушам, ама навистина ми е убава песната, може би една од најубавите од Адил. Сега тука ќе се навратиме уште на малку разговорче, па после ќе ја вклучиме и Јања заедно со нас. Јања е многу убава денес. Да, ќе го пофалиме низиниот изглед, нели? Ајде да слушна машки. Чекај, јас слушам дека она Кумановски збори. Кумановски збора, да, после ќе се... Преубава е стварно. Уште поубава. Добро, ајде сега вака, кажи ми, почна твојата кариера започна некако со свадби, со пеење на свадби всушност. Да. Еве сега Свадбарски некои пеење. работи се променети, некој тек на настаните е малку поразличен, па тука сакам да те прашам, дали можеби сега тоа ќе се промени? Ќе пееш ли уште свадби или веќе тоа не е твое ниво? Не бе, зашто сите пеат свадби, јас си пеам, дури мината недела пак имам свадба. Но гледам сега повеќе да сум на бина и клубски свирки, тоа мислам сон ми беше тоа, така да повеќе се ослонувам на тоа, но секако тука си свадбите си ги пеам. Така, добро. Сега ќе го споменам кога веќе станува збор за музиката, ќе го споменам и твојот најнов дует, твојата нова песна со Гоце Петрес. Гоце Петрески, така татко Е, да му го е песната. поздравиме оваа прилика, он е во Австралија, поздрав до него и до неговото семејство. Да не гледа цела Австралија. Татко му е новата песна. И јас ја слушнав пред да дојдам на ова снимање, можам да кажам дека текстот е навистина допира длабоко до срце, а сега некако и ми се поврзува со твојата фамилиарна историја. Па точно, јас кога сакав да ја правам таа песна, отидов кај Орци Зафировски, му кажав што како ми се десило и направи ми го тоа во текст во една песна и он тоа го склопи, фактички таа е моја автобиографска, така да буквално автобиографски му благодарам на Гоце што прифати да биде таткото во песната. И мене лично многу ми се свиѓа таа песна и многу си ја сакам. Добро, сега тука ќе те прашам дали често знаеш да се откажеш од работите кои што ги сакаш, затоа што ете на некој начин не можеш можеби да ги завршиш, или храбро се бориш до крај како лав за да си го добиеш тоа што го сакаш и да стигнеш таму каде што мислиш дека ти е место. Па не постои такво нешто што не можам да го завршам, едноставно јас имам некоја цел и ако си ја ставам тоа во главата таа цел, јас одам кон тоа и мора да си го стварам. Кратко и јасно, значи се храбар. Кажи ми, живееш со 3 жени дома во куќа. Како е да се живее со 3 жени? Што се случува? Тоа се 4 жени, како 3 сестри и мајка. Тоа се 4 жени, 4 различни карактери. Добро, едната е омажена, така да убаво каже, 3. Добро. Сум погодила. Преубаво. Мене ми е окей, затоа што они сите ме гледат како глава на семејството и се со огромна почит спрема мене, така да учам многу од нив. Знам како да се понашам со женска особа, така да тоа највеќе ми помогнало, бидејќи имам 3 жени нели до мене, знам како дишат, знам се врска со нив и преубаво ми. Значи ти со нас, пример, тука можеш слободно да си седиш, немаш воопшто проблем да... Слободно, значи ако имате следен гост, викнете ме тука ќе ви правам друштво. Може, ќе спремаш игри нешто. Никола, сакам сега да те прашам едно прашање кое што ако сакаш, одговори ми го, ако не сакаш, не мораш. Одговараме се, ајде. Добро. Се случува често да се соочиш со навреди дека твојата мајка е ромка. Па тука, пример, ете, сакам да те прашам како ти се чувствуваш од тие навреди? Дали се чувствуваш дискриминирано?
Воопшто не се чувствувам дискриминирана. Јас мајка ми си ја сакам најмногу на цел свет, не можам да се бирам, си ја сакам секако највеќе на цел свет и можам само една порака да им пратам на сите тие да гледаат пред секој човек, а не кој што е по националност и се. Јас за себе сум си горд македонец, а по татко сум си србин, по мајка сум си, ете, ако можам така да кажем, ром. Но јас сум си горд македонец, така да не ме засега луѓето што кажуваат. Ова заслужува еден аплауз. Ова искрено заслужува еден аплауз. Пола Секој сум е и Кумановец, ако си ти од Куманово. Чекај веќе, не можам да ти го фатам Абе, крајот добро, од татко ми е србина, ама живеел во Куманово, израснал во Куманово. Нешто Знаме имаше кумановски да Косово. збор. Гроздано сега веќе збориме. целосно. Ајде после ќе видиме, не знам, Значи, сега после сум кога ќе го целосно. најавиш, господју, На Кумановски ќе зборим. на Кумановски. Никола, сега имам уште едно нешто што го имаш изјавено јавно. Тоа е Ајде. дека овој Ролекс на рака е Добро. лажен. И ти без воопшто Да, срам си го кажа, тој кажа, па кој носи оригинал Ролекс? ретки се таквите што носат оригинал Rolex. Ајде, кажи ми кој не носи. Некем се јавно да ги кажам, ама носам. Јас сум човек што, пример, еве ова да кошта 100 денари, јас би го купил само затоа што мене ми се свиска и све добро. Да. Фейк е, но не е оној од илјадарка, од пазарче, туку е супер клон и е доста поскап, но јас многу си го Го сакам И да и си ми го се носиш? свиѓа, да, и си го носам нон-стоп, да. Поздравиме сите што носат фейк Ролекс. Поздрав до сите. Сите, дали може сега да наздравиме со ова прекрасно винце тука што не е? Може, Виктор, ако не се опијаниме, твоето добре. винце, Жив. живе ли твоето винце е таму заедно со Јања ќе наздравиме исто и тука ќе ги поздравиме нашите Шато Ризов кои што се грижат за нашата емисија од почеток па се до денес да имаме вака пијачка на секоја емисија. Дали ти се допаѓа? Преубаво. Виктор, ти пред да си го земеш винцето, јас ќе те замолам да отпееме уште една песна кога веќе сме тука, па после ќе продолжиме со се. Разбира, може. Може? Ајде да видиме со што ќе одиме следно. Може Тоша, а? Може. Тоша Ајде, ќе го правиме пееме. Тоша, да. Која? Чувај зло. Може? Може. Ајде. Ајде да правиме. Та има очи, кои ми ги знаат тајните, сите победи и сите порази. Та има раце, кои крие цели светови, и би умрел ја за тие преградки. И би умрел ја за тие преградки. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, да нема да се врати, чувај ја од зло, да нема никој свој, нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Чувај ги сите од зло. Браво, Никола, други пат една убава порака да се чуваме сите и тоа мислам дека е оно што треба секој еден човек да го прави пред се. Тука веднаш ќе ги поздравам нашите пријатели од Витаминка, кои што ги имаат најпрекрасните производи. Никола, ќе те оставам да си земеш. Еве, сакаш овој лупот да го пробаш? Го имаш пробано? Немам пробано, ама сега го И што Виктор гледам- ќе го оставам да си земе. Еве јас ќе му поклонам, јагодата мене ми е омилена, така да ќе си изручкам сега после емисија една. Добро, А може и две. И може и... нешто за понети ако има. Зашто? Да си понесам. Тука секако сакам да ги поздравам и нашите пицерија Верона, кои што ги имаат највкусните пици и пастрамајли, штипска пастрамајлија, ама во Скопје. Повели. Ти благодарам. Имаат сега, имате 1000 денари ваучер. Баш Може- мислев да сум на диета, но еве, ќе си задам пица после Ај, тоа. гледаш сега како те погодивме да имаш со што да се Фала, извадиш. Ми дадоа ваучер, поморав да си го искористам. Тука ќе ги поздравим и Аристократ кафе. Аристократ кафе се наоѓаат во автокоманда. Може да отидете и специјално Идам да ги често, посетите. Слободно имате по 2000 денари виртуелен ваучер, може да си го искористите во било кое време и да сакате. Двајцата. Секој ден ќе се доаѓаме тука во емисија. Секој ден во емисија. Тоа е интересно. Ако Ќе Ваму почнам, ваучер, ќе таму почнам ваучер. јас да барам после хонорар. Може.
Да се На толку насмееме. давање воучери, бога ми, требаш. Сега тука сакам секако да ги поздравиме и Best Way. Best Way ги имаат буквално секакви летни реквизити, така што тие што се уште немате отидено на одмор или се спремате за некоја тропска дестинација, можеби посетете ги и земете си нешто од нивната акција. Моментално се сите производи на акција. Ќе ги поздравиме Азелија. Азелија се грижат за нашиот изглед и време за една интересна игра, за една жешка авантура, за една жешка кумановка која што ни е во позадина. Да ја поздравиме и да видиме што има спремно. Може Јања, повели. Здраво, драги луѓе, здраво Никола. За прв пат сме заедно во ваква постава и многу ми е драго. Први Никола сакам да те прашам дали сакаш кумановски или македонски? Па поинтересно ми е кумановски. Добро, за мене још полосно. Прво сакам след после да Да. одиме. Добро, ако. Ти преведува. Да, разбира се. Ајде да. Како беше со прашање на Иван? Па бога ми да ти кажа лесно беше. Лесно беше, добро, Не знам иде ти што ќе ми кумановски. поставиш, ама... Да, тоа е народно, да видиш од мене што те чекам. Ајде. Сега е наред жешки авантури со Јања. Значи, ја поставую прашања, брзике со, а ти треба да ми дадеш одговор. Ако Ајде. не ми дадеш одговор, има предизвик, тој ќе биде да поеш. И ја Не ми е како нешто кажам, кажах тој, да предизвика, Може ба. прво превод за поеш да кажете што е, да знаете сите гледате. Треба да како пее. случај Да некој пее. да Да. го знае. да, треба да Добро. пее. Да, Ајде. може да почнем. Ајде. Скандал или тајна и зошто? Скандал. Зошто скандал? Па нон-стоп ке сум у јавност, гледаш. Добро, да, тоа е добро. Пијанство или јавна куќа? Пијанство. Да, и ја би. Зошто? Па ретко кога пијам, ама кога ќе се напијам ми е интересно, ме носи дома другарите. Македонска или српска слава? И македонска и српска. И тоа е тоа. Мора едно. Или ќе пееш? Ајде македонска. Добро. Лажан фан или искрен пријател? Лажен фан. Зашто лажан фан? Тоа што ги имам много. Ајде ова. Адил или Цеца? Или ќе пееш? Цеца? Цеца. Браво. Ама ако сакате ке запам, не е проблем. Чека, имаме Има уште. спремено предизвици за Ајде. Да. Брз брак или вечна авантура? Вечна авантура. Зашто вечна авантура? Па не ќам брз брак, ја не сум така што... Сакам да земам жена и утре ден да се остам. Ја ако земам некој, ке си бидам со таа до крајот на животот. Браво. Сексипил или душа? Душа. Душа. Добро. Интересно е са. Да те чуваат или да чуваш? Па може ми да чувам, а може и да ме чуваат. Што поише сакаш? Па сакам да чувам. Добро. Жена со пари или без пари? Без пари. Зошто без пари? А зашто да е со пари? После ќе биде со неа сум ради пари. А вака нека биде она со мене А ради двајцата пари. ако имате пари? Тоа Што е подобро? супер. Што подобро. Значи пак сакаш жена со пари, пази што кажуваш. Добро, сакам. Добро. Е па нека пое. Да, свакако ја мише да пое, ама ајде, још едно прашање или Ајде. одма да пое? Ај нека пое. Јо. Ајде. Овако, на пример, песната и повторно само дврчак. Ја знаеш? Не. Не, добро. Повторно сам, чекам да се стемни за да излезам. Не, Супер, ама не ја знам. Добро. Вака, тивка ноќи сите спијат. Моја серенада. Ја знаеш? Сега намерно викаш дека не ги искрено не знаеш. ги знам песен. Добро, ова ја знаеш. Твоите бакнежи на мои бели кошули. Добро. Е, сега ќе треба да ја отпееш во народна верзија. Ајде, Ајде. да пробам. Ево сега, зербо. Тој те бакнежи во моите бели кошули, цела ног ми буда спомени, Ај, ќе го понародно, две понародно. недели разделени и осамени, зар некој може да те замени? Истата во рап верзија. И тоа да видиме. Твоите бакнежи во моите бели кошули, цела ног ми будат спомени. Е, са текстот. Ме буни малце текстот. Добро. Мене ми се свиеше у народна верзија. Ајде за крај 10-то прашање. Дебела провокација или деликатна шега? Дебела провокација. Зошто дебела провокација? Сакам така ностоп да се комуницирам со луѓе, нека ме провоцираат, а
у ова време сите ме провоцира така да поинтересно. Ти одговара. Да. Добро, супер. Ти благодарам затоа што беше искрен. Знам дека сакаш подароци. Сакам Да ги поздравам Мобитек, нашата најдобра мобилара. ги поздравам и јас, нашата најдобра мобилара. Ти благодариме Јања. Јања се благодарам. самина Окей. не ни почака да поздравиме, не остави. Значи едноставно Јања, само зашто- се зашто не такој? остави. Тука сум. Од тука Не бегаш, гледам. тука е. Беше незгодно што многу требаше да говоре на Кумановски. збору Кумановски. Да збору на Кумановски. Абе, треба да ме научиш малку Да, да, те- почнем да, и јас. треба, треба, нешто треба. Да кажам барем вака. Луѓенца, на ова жешко време, верувајте дека се што ви е потребно е само едно вакво базенче и да се разладувате во него, а не надвор од него, како мене. Но сепак некој мора и да ја води играта, така кажуваат. Затоа позади мене, иако гледате полнолетни лица, сепак се деца и тоа какви деца, особено не само во душа. Можете и сами да видите. Океј, може да почнеме. Сериозни сме. Може ли да почнеме, екипа? Ајде. Да ни ги каже само правилата. Кој Томи, се стои Томи е значи само фокусиран на Ајде. правилата, мора да ја кажеме правилата Па на екипа. мора да победам. Тоа е. Ете така. Значи како што може и сами да забележите. Победите. Дали може девојки и еден момак? Не. Мислам дека нема да почнеме за брзо, но Но тоа е, како што кажав и на почеток, деца се, ки им простиме, малечки се, така игри, авантури, забава. Значи имаме двајца кои што се во гуми и две девојки кои што се на сук даск. Иларија и Томи се пар. Андријана и Јана, затоа што се римуваат, се пар. Те што треба да направате, Јана и Томи, со мечување да турнат една од девојките во вода. Значи Томи треба да ја турне Андријана или Јана да ја турне Иларија за да видиме кој ќе биде победник. Дали на колена се замолуваат двете девојки да седнат на колена. Двете девојки на колена. Вие не можете да дали ги турнете. може Вие не само- за да спречувам да букне Иларија? Не може. Не. Вашите мечови всушност сунгерести стапчиња е само да се одбраните од нив. Аха. Ајде, дали може да почнеме? Одјам. Леле. Ајде. Значи, девојките многу добро се држат. Девојките се држат прекрасно. Секоја чест. Томи што прави? Томи што прави? Каде се заглави? Леле. Имаме веќе имаме човек кој што падна во дупка. Немаше технички проблеми, тоа е тоа. Мислам дека Томи падна во дупка, сите видовте, беше убаво снимено. Кој е победник сега? Значи победници се Андријана и Јана. Драги мои, како што кажав и претходно, секој што победува добива награди. Во случајот тоа се Јана и Андријана си добиваат еден прекрасен душек од Best-Way. Зошто? Па ти изгуби. Дали Наместено е. наместен? Што беше наместен? Наместено е, гумата ми беше намачкана со некаква лизгава маст и јас се лизна. Ама јас мислам дека таа лизгава маст ти ја носеше за нешто друго. Толку го до крај темата. Тоа е тоа, драги гледачи, се гледаме. Повели. Останете си со нашата програма, затоа што се враќаме назад во вечерното студио. А овие деца ќе ги оставиме да си уживаат уште малку. Чао.
Никола, сега ќе се вратиме повторно на уште неколку прашања. Повторно ние какви прашања туку имаме Твоите само се за лесни, ајде. музика. Лесни прашања. Не се така Добро, ајде, комплицирани. немам вакви прашања. Тоа само Јања може на Кумановски да ги смисли. Јас на македонски Она ги поедноставнее. смислува на Кумановски после. Тоа е тешко. Транслейт прави, да. Тука имам пишано дека си бил гостин во едно од најпознатите српски шоуа, каде што беше представен како србин. Како се чувствуваше во тој момент, ете пример, кога те представуваат како србин? Абе, знаеш како, луѓето сега ме прават секаков, така да веќе сум од секоја страна не ми е нешто ново, така да ми Нема одговараше, ми одговараше. Татко ми е србин, па зошто да не ме најава Па така. така да е добро. Нешто србин, јас сум си човек, кажам. Сега како ќе ме најават, тоа е. А кажи ми вака сега пример за тоа што по тебе можеме да заклучиме дека ете србите конкретно ја сакаат македонската музика. Сега Точно. мене, а ние па ја сакаме обратно, ние па си викаме повеќе српски изведувачи, тоа што и ти преска сам го кажа. Тука сакам да прашам пример што е проблемот? Дали е до песните на кој јазик се отпеани или до тоа од каде е изведувачот што ги изведува? Врската од каде изведувачот, Е, па имаме да, што ние е тоа, изведувачи што пеат во Србија, пример. Кој? Па има пример, еве Антонија Гиговски има српски песни, нели? Кои што пеат во Калиопи Србија, нема ли? рече. Не, рече кои што пеат во Србија. Кој пее во Србија? Калиопи пее. Кога? Еднаш во годината? Па еднаш битно пее. Добро. Ама добро са, ние не правиме такви песни што они би ги прифатиле. Додека они прават песни што А во што цел мислиш, свет еве се пример, слуша. дали србите би дозволиле, би ни отстапиле простор, биди искрен, на нас македонците ете да се пробиваме ние на нивен пазар. Не, Искрено. тешко. Јас по себе се знам, бидејќи јас многу тешко сум прифатен таму, аз се трудам да влезам во тие води. А знаете сами колку музичари пејачи има таму и за секого има место да се свири, да си работи, да се пее, ама за македонците е многу тешко. Многу тешко, ама за жал ние сами си правиме така, немаме продукција, немаме ништо да пример ти сега викаш македонски артисти, али ретко кој вика, ретко кој имаме емисии такви некои да може македонските артисти да се промовираат на некој начин. Нема каде. Имаме сега емисии. Колку? Па имаме повеќе емисии Па, ајде, сега. наброј. Ете и на YouTube. Не можам да ги набројам заради тоа што ќе треба да ја Многу пофалам конкуренцијата, но сепак има емисии кои што Добро, има и се вртат едни исти пејачи, така? па не А можам колку да одговорам. квалитетни пејачи имаме што мора да платат да би дошле во некоја емисија? Кои се тие што плаќаат за да би дошле на емисија? Сега знам А јас. се квалитетни? Знам јас многу, не ќе се јавно да кажам, ама има такви што Тајно плаќаат. може да ми шепнеш, да кажам јас, јавно. Не, Јас не познавам некој што е квалитетен искрено да не е повикан од страна на медиумите, затоа што џабе не напаѓате нас медиумите дека ние не ве викаме. Јас не би се согласила со тоа. Ние пример сме отворени Добро, Тоа за се твои мислења и добро, ти до душе си ги викаш, ама имаш колеги што не викаат. Добро, окей, нема валјда да се разбериме по тоа прашање, како и да е. Сакам да кажам дека од наша страна се викнати буквално поголемиот дел од изведувачите, особено тие кои што се актуелни и кои што заслужуваат да бидат викнати, а некои можеби едноставно не прифаќаат и затоа не се појавиле во некои Добро, ајде емисии. ќе го почитам твоето мислење. Окей, имаш Гостин кажано. сум ти. Ете така, да, мораш да кјутиш, будете сум така. Никола, имаш некаде изјавено, слушнав дека парите, пример, ете, не ти се толку битни, не ти се на прво место, дека најбитна ти е фамилијата. Но исто во друго па интервју слушав каде што кажуваш дека љубовта сега во овој период ти е тотално изоставена и дека само кариера ти е најважна. Ако зборува за љубов, таа е точно. Не ме интересира во моментот, се гледам само кариера. Пушти ја раката, ајде одговори го уште еднаш прашањето, не се срами, пушти душа. Ајде. Насмеј се и одговори го прашањето како што треба, кажи, не ме интересира ништо живо, само пари ме интересираат. Не. Вистина, ме интересира само парите. Добро, тоа е конечен одговор. Јас после ова Мојот прашање дури конечен сум одговор се парите. јас сега после ова прашање сум малку избуната, не знам ни како да И после продолжам. Никола скромен бил. Скромената најавив така како скромен, Па скромен талентиран, сум се што сакам пари искрен сега момент дечко. пошо. И после гледаш Rolex оригинал.
Па види, оригинал са и милиони дилом нема да купам искрено, ако сакаш. Еве ќе видиме. Ќе Ќе видиме видиме. за Живи били неколку па видели. години. Ти имај ги милионите, после тоа лесно правиме исто купувањето. Ајде да ги споменеме тука на кратко и твоите нови проекти кои што доправа доаѓаат. Имаш уште 4 песни ако добро. Имам и само се собира са секој ми праќа и демо верзии. Дај ова, кеба ми се, имам песна за тебе, овој ми се, тој ми се. И ти ништо не прифаќаш, мајде Не, сега. не да не што ме прифаќам, само ама не можам тражиш? сега сите да ги прифатам. Јас си имам своји песни што ги имам од дамна купено, имам од Гранд, сега што треба да снимам деноиве, па пошто ги спомнав парите, сега си ги вложувам во мене, како ги зимам така ги давам. Следува песна што не знам сега кога ќе се мите оваа емисија, но дали ќе биде искочена мојата песна со Анџела Арман, се вика Поздрави. Доете со неа, следува и една песна од Гранд што ми Кој го следува. поздравувате? Кој го поздравувате во песната? Поздрави. Па не знам сега како, пошто на српски текстот не ми е баш во глава, ама поздрави. Пријатели, роднини. Ма сите ги поздравуваме. Градоначалниците особено. Да, поздрав Да до ве Боба. викаат почесто на настапи. Ајде, продолжи си уште малку. Се извинувам. Следуваат и мои други песни што ги имам од претходно купено, така да едно по едно не сакам да брзам, сега имам време цела година, имам време да се промовирам се. Никола, денес со тебе колку теми свртивме и тоа ги кажавме некако нередоследно. Нешто на почеток, па измешано. Како си помина, кажи ми? Преубаво права да ти Се кажам. снајде ли со нас? Па со тебе да, со Јања малце беше комплицирано. Од Кумановскиот е тоа. Да, дека не сум зборал одамна кума. Плюс имаме денес полна месечина, можеби таа полна месечина нешто не направи тука тензија во нешто права да студиото. ти кажам. Што? Баксузира нешто ова. Не баксузира, тензија само Тензија малку, да, ствара за да биде добра емисијата, јас мислам. А сега за крај секако сакам да ти се заблагодарам за тоа што ја прифати поканата да ни бидеш наш гостин. Ете ќе ни бидеш повторно, ти само прави, вади нова музика и нека се слуша македонската музика и надвор од македонските граници. Така? Благодарам тебе на поканата, јас прекрасно си поминав и се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја следна прилика. Ќе ни дојдеш повторно, а сега ќе ни дојде повторно и Виктор. Повели Виктор да отпееме уште една песна за крај и секако Македонија ве оставаме да уживате во оваа музичка композиција. Се гледаме следна недела. Јања повели со нас. Ајде да отпееме. Nisam bio dobar, ja za tvoje društvo od uvek si pucala visoko, ni u čemu prvi, niti plave krvi, da bi tebi zapao za oko, ni u čemu prvi, niti plave krvi, da bi tebi zapao za oko. Što me sada tražiš pored njih toliko, gde si bila kad sam bio niko, kako da ti verujem sada kad sam neko, pa da s tobom delim ono što sam steko. Što me sada tražiš pored njih toliko, gde si bila kad sam bio niko, kako da ti verujem sada kad sam neko, pa da s tobom delim ono što sam steko. Браво, 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 браво. Е, тука сакам да те прашам, што е Лусиче? Ајде да те Сака ме пуштиме. праша нешто. Ајде, да, сигурно сака да те праша нешто, ама еве ќе ја пуштиме да видиме дали ќе биде помирна ако е долу. Со оглед на тоа дека ги познавам и двете пејачки, и со Марија работев. Ајде, нешто. Така, збереш и ти еднаш. Да не ми биде непријатно само мене. Како сакаш? Не, штом носот не излезе од линијава на лицето, окей када. Шо ме лажеш? Па и мене ме лажат. Да, прозгрем. За 10 дена.